Како по традиција, потрошувачката пред празниците се зголемува. На само неколку дена пред очекот на новата година, граѓаните ги прават последните подготовки. Освен прославата, она што го размислуваат е и што ќе се најде на новогодишната трпеза. Анкетираните битолчани велат дека ќе има од се помалку, во зависност од финансиските можности, но согласни се дека за празниците ќе потрошат малку повеќе од вообичаено. На новогодишната трпеза што е она што ќе се најде, колку буџет одвојувате повеќе од вообичаено? Колку што е можно, колку дозволува джепот, да. Така, Интерес на економијата. што е она што ќе се најдете на новогодишната Па се по ништо. Се помалце. Се помалце. И мрсно, и постно, и така. Па новогодишно секако малце повеќе од секој пат ќе имаме некое печење плюс за вечерата, обично стандардно за ручек, тоа се прави и тоа. Добро, нешто да се назначи дека е нова година, нешто поичка, али не е многу, затоа што нема. Секе има, само јас постам. За децата секе има. Така. Се што е поден, тие што јадат. Руски салати, кифлички, печено и така натаму. Поставувањето на богата новогодишна трпеза како дел од новогодишната прослава нема за цел само да не нахрани. Секое јадење треба да биде внимателно одбрано, бидејќи со себе носи одреден символ на среќа, благосостојба, напредок. Покрај традиционалната руска салата, свинското печење, зелка салата, торта, на трпезата треба да се најде место за риба и грозје.